рекламите, време е за вестите на Ирис телевизија. 2 години од поплавите во Штипско, фармерите од Лакавичкиот регион чекаат да бидат обештетени од државата за штетите што ги направија поплавите на нивните фарми. Велат дека досега не добиле ниту денар и дека за 2 години нивниот бизнис тоне. 2 години тонеме, чекаме обештетување за штетите од поплавите во нашите фарми. Се што имаме се води на фирмата, а досега не сме добиле ниту денар, вели сточарот Бранко Нисев од Штипско, чија фарма пред 2 години беше поплавена со пуштањето на водата од Мантово во реката Лакавица. Бараме да не обештетат, ни кажаа дека ќе не обештетат 100%, но ниту денар не се ни дале овие 2 години, вели фармерот Нисев, на кој водата му однесе 23 тони храна за неговата стока. Јас имам штета на фирмата. Житото на мене ми е на фирмата, сламата на фирмата, луцерката на фирмата, премиксите на фирмата, соја, џусме, тоа се е пишано на фирмата и не сум добил ни динар. Големите шкотини, ние со таа храна планираме да изкараме неколку месеца, ние не можеме со таа храна ништо да помош да ни дадат, за да ни ја платат храната, да може да обстојуваме. Ние од тога навака тонеме, не може да си дојдеме у себе. Нисев вели дека по поплавата работи со загуби и дека тешко ќе може да го надомести изгубеното. Поради недостиг од средства го намалил бројот на стоката што ја одгледува, а не верува дека работите ќе тргнат на подобро. Цената на месото ни падна, жито немаме, мораме да купуваме жито и автоматски ние сме у гулата. Со цената и со житото више не се обстојува, ќе тераме додека ќе тераме и Сточарот Нисев забележува дека и по кревитувањата, коритото на реката Лакавица се уште не е изчистено, а поради новите снежни врнежи стравува и од нови поплави. Кажаа дека реката ќе очистат 200 метра под мосто и над мосто и тоа не го направија. Сега овие снегови кои ќе се стопат, што ќе се случи, само Господ знае. Пред 2 години на денешен ден Лакавица се изля поплави на 30 на домови, фарми и стотици хектари со житни култури. Направената штета се процени на близу 50 милиони денари. Освен општината, околу 2 милиони одштета од државата побара и 5 правни субјекти чиј имот настрада во поплавите. Лани во март, откако прво беа исплатени штетите ка земјоделските посеви, општина Штип ги обештети и поплавените домакинства, на чии сметки легнаа над 2 милиони денари. Парите се уште не се пристигнати за правните субјекти. Во Источна Македонија второто полугодие од учебната 2016-2017 година стартуваше без никакви проблеми. Оделенијата за образование и директорите на училиштата велат дека првиот ден немаат забележано отсуство на ученици во училиштата. Во сите училишта имаат и грејење, а доколку во текот на наредните денови има пониски температури, имаат и набавено и дополнителни грејни тела. Извршена и вонредна дезинфекција и дератизација, мерки кои им беа наложени од страна на Министерствата за здравство и образование со цел да не се шири грипот. Учениците од руралните средини се пристигнати во училиштата, а градоначалниците информираат дека се исчистени сите локални и регионални патни правци во нивните општини. На првиот учебен ден од второто полугодие, значи воспитно-образовниот процес во општина Македонска Каменица се реализира во нормални услови, иако имавме снежни наноси во селските средини, сепак патиштата се прочистени и дечињата од сите селски средини стигнаа навремено во училиштата на првиот училишен ден. Согласно набавката во основното училиште, чиј обезбеден превоз за сите ученици од селските средини, склучени се договори со превозниците за календарската 2017 година. И иако имавме многу ниски температури, сите проблеми кои што ги имавме со грејењето во основното и во средното училиште се санирани. Првиот ден од учебното второ полугодие започна во најдобар ред. Во подрачните училишта учениците кои што патуваат не стигнаа на време. Училиштата подрачни исто така се обезбедени со древа со затоплување како и централното. И се надеваме дека крајот на школската година ќе го дочекаме како и крајот на првото полугодие без никакви проблеми. Штипјани се изборија со грипот. Според информациите од Центарот за јавно здравје,
Полека опаѓа бројот на новозаболени, односно за последните 7 дена матичните лекари кај 124 штипјани диагностицирале грип, што значи во просек кај 18 пациенти дневно ја поставувале оваа диагноза. Грипот полека ја губи силата, но постои опасност со стартот на школската година повторно да се интензивира. Инаку досега во Штип од пред нова година до денес од сезонски грип заболеле 1554 граѓани или во просек дневно кај 50 пациенти лекарите диагностицираа грип. Државниот студентски ученички дом во Штип денеска прослави 2 јубилеја, половина век од постоењето како ученички и 10 години како студентски дом. Реализирани се 220 проекти за да се подобрат условите, а домот чека и одобрување на средства од Министерството за негово проширување за уште 100 легла. Државниот студентски ученички дом браќа Миладиновци од Штип денеска прослави 50 години од постоењето како ученички и 10 години како државен студентски дом. Директорката Тања Павлова Тасевска вели дека со помош на владата и Министерството во изминатите 10 години реализирани се низа на проекти со цел и учениците и студентите да имаат нормални услови за сместување и исхрана. Имаме направено едно можда 20 на проекти, реновирање на домот. Едно од нив и поголема е реконструкција на кујната, кај што имаме комплетно одвод со нови елементи, имаме пролаз од едната зграда во другата, комплетно реновирање тоалети, реновирање на старата бања во изработка на гостински соби кај што престојуваат професори, асистенти, гости за потоа имаме комплетно средување на паркетот. Потоа имаме ПВЦ прозорци кај студентите, сончеви колектори. Новој дом скоро 10 години чека и проширување со дополнителни 100 легла за студентите и средношколците. Уште првата година кога дојдов, јас изработив проект за надградба на домот за уште 100 легла, но не знам од кои причини беше одбиено од Министерството. Чекаме на подобри услови, валјда. Тоа одлучува Министерството за сите реновирања. Тие треба да ни дадат согласност. Се што треба да е изработено од наша страна е изработено, само треба да ни дадат средства. Во државниот студентски ученички дом браќа Миладиновци сместени се 240 средношколци и студенти, од кои 50 се студенти, а 187 се средношколци од општините од источниот регион, кои се запишани во регионалните средни училишта во Штип. Во него се вработени 18 лица, кои се грижат за престојот и исхраната на учениците и студентите. А денеска институциите и невладините организации добија и благодарници за соработка со домот. Студот и снегот им создаваат проблеми на комуналците, сепак екипите на комунална хигиена на јавното предпријатие ИСАР прават максимални напори градот и во овој период да биде чист од отпадоци. Со оглед на ниските температури кои подолг период ги имаме, комунална хигиена на јавното предпријатие ИСАР отежнато работи околу прибирањето на сметот, но тешко пристапните делови во градот и зѓубрувањето оди на етапи. Кај јавното предпријатие ИСАР се труди максимално, значи со сите расположливи сили и во вакви услови, кога знаеме дека температурите ни се минус 20 степени, да ги извршува непречено за своите активности, а така вработените во комунална хигиена, значи излегуваат на терени во овие услови и на улиците каде што ни се пристапни, значи редовно се собира ѓубрето и се празнат контейнерите, а онаму каде што не се пристапни, работниците ги извршуваат активностите и со раце. Дури на тие места се случува во овие услови, ние организираме чести акции, се со цел само да се расчисти градот и во овие услови кога извршувањето и изнесувањето на ѓубрето е тежното. Инаку Штип дневно создава околу 200 метри кубни отпад, во просек неделно над 1300 метри кубни. Пристапот до депонијата треште на скала без проблеми. Во просек јавното предпријатие ИСАР, значи,
врши количински околу 200 метри кубни дневно и околу 1340 до 1350 метри кубни неделно. Транспортирањето на ѓубрето го вршиме со сопствени возила во нашата депонија. Во овие отежните услови патот до депонијата ни е чист и тоа се извршува без пречки. Од комунална хигиена со апел до граѓаните за разбирање околу изѓубрувањето на сметот, затоа што во овие услови навистина комуналните екипи мачат да го одржат градот чист. Од ноќеска поевтинуваат горивата, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензинот, дизелот и екстралесното масло за домаќинство се намалуваат од половина до 1 денар. Според одлуката, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 66 денари за литар, а на Евродизелот ќе изнесува 52,5 денари и на екстралесното 41 денар. Кај овие горива, намалувањето од актуелните цени е 1 денар, додека цената на Евросупер БС 98 се намалува за половина денар и ќе изнесува 68,5 денари за литар. Министерството за култура ги објави проектите кои во текот на оваа година ќе се финансираат со државни пари. Директорите на трите институции во Штип, Домот на култура, библиотеката и музеот се задоволни од програмата. За оваа година се предвидени многу театарски представи, изложби, конзервации, концерти и промоции на книги. Над 70% од понудените проекти кои Домот на култура ги доставил до Министерството за култура се одобрени. И годинава ќе се одржи струмичката ликовна колонија, манифестацијата Шарено великденско јајце, а ќе се реновираат и гардеробите во Штипскиот театар. Годинава со пари од ресорното министерство ќе се финансираат 3 театарски представи. Дукати и Див Пелин, автор Душица Миловановиќ Марика, во режија на Коле Ангеловски, Ричард III од Вилијам Шекспир во режија на Пламен Марков од Бугарија, Мистерија Буфо од Владимир Мајаковски во режија на Миха Голуб и традиционалниот наш театарски фестивал Малиот принц. Согласно програмата во Универзитетската библиотека Гоце Делчев ќе бидат поддржани вкупно 20 проекти, а за прв пат ќе се ревуализираат 3 ретки старопечатени отомански книги, кои ќе бидат представени во Истанбул. Оваа година стартуваме со поголем број проекти, со тоа што мораме да истакнеме дека од областта на библиотечната дејност се поддржани 13 проекти и тоа дел од проектите кои што континуирано се повторуваат секоја година, меѓутоа од она што е ново и што сакаме да го потенцираме тука стои отпочнувањето на уредување на едно библиотекарско капче за слепи лица во библиотеката. До крајот на декември Штипскиот музеј треба да реализира 42 проекти. Ќе продолжи обновата на староградската архитектура, а археолозите ќе продолжат со истражување на локалитетите Баргала, Мородвис и Била Зора. Од тие истражувања кои се реализирани до сега и оваа година кои ќе се реализираат, ќе произлезат проектите Штип из старите фотографии, една изложба во делот на археологијата, во нумизматиката, потоа активности кои ќе ги реализираме со Центарот за специјално образование Искра. И годинава со пари од Министерството за култура во Виница ќе се реализира фестивалот за хумор и сатира In Виница Веритас, а во Кочани ќе се работи танцово-театарска представа за деца Алиса во земјата на чудата. Студентите и професорите на Штипскиот универзитет денеска има можност да се запознаат што им нудат Еразмус програмите, но и другите фондови кои им ги нуди Европската унија. Председателот на асоциациите на Еразмус координатори на Европската канцеларија за кариера Грегорис Макридис денеска одржа предавање на студентите и професорите за можностите кои ги нудат овие две асоциации, но и останатите фондови на Европската унија за реализирање на проекти од научната сфера. Целта е да се стимулира иновација меѓу европските фондови, фондови кои ќе ги користат сите земји на Европа.
Оваа земја има право да учествува. Една од најатрактивните е во Еразмус програмата, а ја има и во други програми. Нашата цел е пред нашите колеги на универзитетот да зборуваме малку повеќе за можноста за искористување на европските програми и фондови, не само од програмата Еразмус, туку и од другите програми кои што ги нуди Европската комисија, како што е Horizon 2020, програмата за истражување, програмата за културна размена, некои други акции, можностите за вмрежување помеѓу универзитетите со цел нашата меѓународна видливост како универзитет и како истражувачи да биде зголемена. Макриди смета дека македонските универзитети треба да бидат поактивно вклучени во конференциите на Еразмус програмата, а програмата, како што рече, нуди мобилност на студентите и професорите, како и поголемо знаење и искуство во делот на научно-истражувачките проекти. Тој имал и средба со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев. Боев се интересирал за можностите за остварување на соработка и вмрежување со други европски универзитети. Прашан дали македонските универзитети имаат проблеми поради политичкиот спор со соседна Грција, Макридис вели дека меѓу универзитетите постои соработка. Мислам дека соработката преовладува, ги разбирам споровите, но работиме и се надевам дека политичките проблеми нема да ја надвладаат соработката. Деканот на електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип Татјана Атанасова Пачемска забележува дека председателот на двете европски асоциации е гостин во Штип во рамките на проектот Математичка дебата, кој што официјално стартуваше на 1 декември 2016 година, а е поддржан од Еразмус програмата. Седумдесетгодишен жител на карбинското село Парналија од денеска е со кривична пријава од полицијата. Пријавениот се сомничи за сторено кривично дело, недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распраскувачки материи. На 18.10.2016 година полицијата извршила претрес во објект лоциран на Сибирија, атар на селото Кеплекчија, општина Карбинци, во собственост на 71 годишниот ОР, каде биле пронајдени 2 репетирачки пушки и 20 куршуми. И двете пушки, според проценката на надлежните, биле категоризирани во категорија како Б оружје, за чие набавување и поседување потребно одобрение и дозвола за поседување на огнено оружје, кој осомничениот не ги поседувал. Штоберот Марко Рангеловиќ денес потпиша за фудбалскиот клуб Брегалница, кој од вчера се наоѓа на подготовки во Сандански, Бугарија. Со ова се заокружи списокот на играчи кои потпишаа за Брегалница во зимскиот преоден рок. Фудбалерите на Брегалница се на 10-дневни подготовки во градот Сандански, Бугарија, а раководството на клубот го комплетираше списокот на играчи за овој зимски преоден рок. Фудбалскиот клуб Брегалница денес добија едно големо заселување, станува збор за фудбалерот Марко Ранџеловиќ, кој што игра во позадина, односно штопер. Со ова ги заклучуваме сите заселувања кои што ги зедавме како фудбалски клуб. Станува збор за доста квалитетен играч кој што во овие тешки моменти на фудбалскиот клуб Брегалница, која е пред испаѓање, ќе помогне да се задржиме на табелата, ќе помогне да го играеме финалето на клубот. Се надевам дека сите добронамерници и сите љубители на спортот кои што е сакаат Брегалница ќе се сплотиме заедно и ќе дадеме поддршка на нашите фудбалери за да може да обстоиме во лигата. Српскиот интернационалец Марко Ранџеловиќ во Брегалница доаѓа од бугарскиот клуб Нефтохимик. Долазим из Бугарска, из Нефтохимика. Знам да Брегалница не е у завидној ситуација, да е последна на табели, али се надам да ќе својим партијама и партијама својих пријателја, фудбалера, оставити Брегалницу у прву лигу и колико чуем полуфиналиста е купа, да е cilj улазак у финале купа. Експедицијата на Брегалница на подготовките во Сандански ја сочинуваат 24 играчи, кои заедно со стручен штаб и помошниот персонал ќе останат 10 дена. Во овој период Брегалница ќе одиграе неколку пријателски контролни надпревари со екипи кои се подготвуваат во овој регион.
Ракометната репрезентација на Македонија во осмина финалниот меч загуби од Норвешка и се пласираше на 13-тото место во генералниот пласман на светското првенство во Франција. Без повредените Миркуловски и Манасков и со релативно подмладен состав, македонските ракометари загубија во осмина финалниот меч од Норвешка со резултат 34-24. Нашата селекција по ова се најде на 13-тото место во генералниот пласман на ова светско првенство, а пресметката се прави според освоените бодови во групната фаза. Македонија имаше 5 бодови, додека Истав, Бразил и Белорусија, кои исто така беа поразени во осмина финалните мечеви, имаа по 4 бодови во групната фаза. Мора да се истака дека зад нас се уште 11 репрезентации, бидејќи на Мондијалот во Франција настапија вкупно 24 репрезентации. Во борбите за четвртфиналните надпревари се среќаваат Шпанија, Хрватска, Франција, Шведска, Норвешка, Унгарија и Словенија, Катар. Нашата селекција на овој мондијал како никош досега ја красеше единство и беше предводник на играта 7-6, од која се плашат скоро сите тренери. Селекторот Лино Червар е задоволен од настапот на сите играчи и изјави дека селекцијата може достоинствено и гордо да се врати во Македонија. Инаку иградош Штип може да се гордее на македонската репрезентација, во чиј состав свој удел има, а и во листата на стрелци се запишаа некогашните членови на Текстилец, Владко Митков и Мартин Поповски. На крајот од вестите со информации од времето. Студот не попушта. Утринава на истокот најстудено во Берово со измерени 16 степени по нулата, информира управата за хидрометеоролошки работи. -9 степени се измерени во Виница, Ѓуриште и во Штип. Според прогнозата од управата, во побладневните часови, облачноста од југозапад ќе се прошири насекаде. Во ноќните часови се очекуваат да започнат врнежи од слаб снег, кои ќе продолжат утре и задутре со умерен интензитет. Утре во текот на денот во југоисточниот дел по време на врнежите ќе се од дожд. Во вторник и среда утринските температури малку ќе се покачат, а од четврток облачноста постепено ќе се намалува и утринските температури ќе бидат во опаѓање. Најниски се очекува да бидат во сабота од -16 до 6 степени, додека дневните ќе бидат во благ пораст и во недела ќе се движат од -1 до 6 степени. Со информациите од времето ги одјавуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК или социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.